Дел од осигурителните компании во Северна Македонија на своите клиенти почнаа да им нудат пакети за патничко осигурување со вклучен ризик од COVID-19 и покриени медицински трошоци за лекување, како и дополнително покритие за сите патни трошоци за непланирано враќање во земјава. Тоа значи дека ќе ги покриеме трошоците за нашите осигуреници, како и за членови од најблиското семејство, а ќе се погрижиме да и за враќањето на возилото со кое што патувале, доколку заради зараза со COVID-19 не е возможно да се вратат со возилото со кое што патуваат. Иако бројот на туристички патувања надвор од државата е намален, сепак немал е бројот на оние кои поради неодложни, деловни обврски, студиски престои или превоз на стоки и патници во вакви услови ја напуштаат државата. Така што во случај да се соочат со COVID-19 имаат решение и нема да бидат на терет на сопствениот буџет или пак на терет на институциите. Климе Поповски, универзитетски професор по осигурување, вели дека осигурителните компании многу тешко сами ќе можат да ги осигураат сите ризици, но и да ги покријат загубите кои произлегуваат од пандемијата. И заради тоа треба да се размислува за заедничка одговорност помеѓу приватниот и јавниот сектор, односно јавно-приватно партнерство. Имено и во делот на осигурувањето против ризици од природни катастрофи се покажа дека јавно-приватното партнерство е одржливо решение. Поповски очекува компаниите помасовно во иднина да нудат осигурителни полиси со вклучен ризик од COVID, но и да изноѓаат нови иновативни продукти. Кога ќе имаме помасовно патување во странство, сепак ќе биде во период кога ќе биде веќе и вакцината, кога ќе дојдеме на излезот од пандемијава и на тој начин изложеноста на ризик ќе биде многу помала за осигурителните компании и тие тоаш ќе можат со малку поголема, да речам, слобода и со поголем ризик да го вклучуваат тој ризик. Бројот на туристички патувања во земјава е намален за 90%. Очекувањата се дека така ќе биде најмалку до напролет. Сепак сите гледаат надеж во вакцината, за која македонските власти веќе најавија дека во земјава ќе стигне во првите 2 месеци од 2021 година. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.